Министерството за внатрешни работи интензивно постапува и работи на расчистување на третиот инцидент кој што се случи минатата недела, односно инцидентот во автобусот број 65. Се уште се повикуваат луѓе, се вршат службени разговори и се работи на идентификување на сторителите, односно учесниците во тој инцидент, така што во оној момент кога ќе имаме позитивна идентификација и доволно докази против осомничените, ќе биде поднесена соодветна пријава. Министерството за внатрешни работи расветли два од трите инциденти кои што минатата недела се случија во автобуси на јавното сообраќајно предпријатие во Скопје и сите лица кои што се идентификувани дека биле инволвирани во насилствата во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие се малолетници, а карактеристично е тоа што двајца од идентификуваните малолетници се идентификувани и препознаени дека учествувале и во двата инциденти кои што досега се расветлени. По превземените мерки и действија за откривање на сторителите, односно по извршените разговори и извршените позитивни препознавања на лицата кои што беа повикувани во полициски станици, осомничени се вкупно 13 малолетници, со што бројот на малолетни лица кои што годинава се откриени и санкционирани заради учества во разни насилни инциденти се искачи на над 150 лица. Станува збор за, како што кажав, два инциденти, две насилства кои што беа извршени, првото врз 17 годишен ученик од Скопје кој што на 14 минатата недела околу 13 часот на улица 3 Македонска бригада во автобус на јавното сообраќајно предпријатие број 33 беше нападнат од страна на поголема група ученици без повод и причина, физички со тупаници по телото, при што му беа нанесени видливи телесни повреди заради што му беше укажана и неопходна медицинска помош. Вториот инцидент кој што е расчистен беше извршен на 15-ти, односно следниот ден околу 12 часот и 40 минути врз 15 годишен ученик во автобус на јавното сообраќајно предпријатие број 7, каде што од страна на поголема група на ученици, според првичната пријава на негова возраст, истиот беше нападнат без никаков повод и причина и според пријавата која што тогаш ја добивме, напаѓачите го удирале со тупаници во пределот на главата и на нозете. Во првиот инцидент осомничени се 3 лица од Скопје, 2 лица од Батинци, 2 лица од Грчец и 1 лице од Студеничани, додека во вториот случај осомничени се 1 лице од Скопје, 2 лица од Рачиново и по 1 лице од Студеничани и од Рашче. По целосно документирање на двата случаи од страна на Министерството за внатрешни работи ќе бидат поднесени соодветни пријави. Би сакале да нагласиме дека малолетниците кои што беа идентификувани како учесници во двата инцидента, односно дел од нив, поточно станува збор за 4, се и претходно добро познати на полицијата, односно веќе против нив во неколку наврати се поднесувани кривични пријави и познати се како сторители на повеќе дела од областа на насилниот криминал, односно против нив се поднесувани кривични пријави за учество во толпа која што ќе стори кривично дело, поднесувани се кривични пријави за насилство, а против еден од нив е поднесена дури и кривична пријава за поради основано сомнение дека извршил кривично дело разбојништво. Министерството за внатрешни работи презема низа мерки и активности како од областа на превенцијата, така и од областа на репресијата, односно веќе информиравме дека во тек се голем број на проекти кои што ги реализира Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од реформите во секторот за внатрешни работи Скопје и зголеменото присуство на
полицијата на јавните места, на улиците, на автобуските постојки, па се до проекти од делот на превенцијата како училишен полицаец, односно назначувањето на инспектор за превенција кој што би бил одговорен за секој училиште посебно и кој што треба да биде во постојан контакт со наставничкиот кадар, со родителскиот совет, со родителите на учениците кој што има задача да ги детектира, ајде така да ги наречеме, проблематичните ученици и со нив да работи повеќе и да работи постојано за да се спречат какви било насилни инциденти или учество на овие ученици во насилни инциденти, бидејќи самото нивно учество во насилни инциденти значи на и нивното идентификување од страна на полицијата значи и на тамошни проблеми во нивниот живот, односно потешка социјализација и потешко ќе може да просперираат во своите животи. Како што веќе кажав, само во првите 9 месеци од годинава повеќе, односно, вклучувајќи ги и последниве неколку инциденти, повеќе од 150 малолетни лица беа идентификувани од полицијата и санкционирани, односно пријавени до надлежните судови, а станува збор за 109 инциденти, над 100 инциденти кои што беа досега пријавени и регистрирани во полиција. Полицијата максимално ажурно и ефикасно ја врши својата улога, но за жал станува збор за исклучително комплексен проблем кој што не зависи исклучиво од работата на полицијата. За да многу поважно е од откривањето и санкционирањето, превенирањето на вакви инциденти, а најголема превентивна улога би требало да има самото семејство, односно родителите на учениците кои што треба да им укажат на сите опасности кои што произлегуваат од нивна инволвираност во инцидентите. Се разбира дека во однос на превентивните активности очекуваме поддршка и од училиштата, односно Министерство, соодветно вклучување на Министерството за образование, на локалната самоуправа и на сите други општествени чинители, вклучувајќи ги и медиумите, како седма сила која што треба постојано да укажува на опасностите од насилничкото однесување и ризиците кои што ги повлекува истото со себе.